Не е срамота, туку гравота е луѓето за леп страдат. Ако верувате. Не успете, без трга сите да одеме. Тоа е тоа од мене. Па не се издржува. Дефинитивно не бива. Една недела ќе јадеш, почнеш гладен ќе се останеш. Например, тие 24 ако имаш и деца, едно 3-4 деца ако имаш. Штипјени со голема подршка за протестот на Сојузот на синдикати, кој масовно се организира во Скопје. И тие бараат зголемување на минималната плата на 600 евра со цел младите да останат во државата. Покрај платите, граѓаните бараат и повторно зголемување на пензиите, бидејќи како што велат парите не им стасуваат ниту до средината на месецот, а цените во маркетите секојдневно растат. Бедна? Како не бедна? Пензија, што е тоа пензија 20.000, 18, 19.000, што е? И платите минимално керка, професионалец, шивачка, моделар у конфекциите, што зема 25.000 плата. Она си знае, 2 деца има близнаци. Фамилија. Не тешко. Ние, пензионерите, ден не можеме да издржиме, а не още 4-ица. Минимум 600-700 евра треба да биде. А сега од 24 повеќе не дават, а сите се утепани народот од работа. И како ги издржи тие деца? Со едно човек не може да испадне на крај, не па со 3-4. Во е срамота. Па треба да се качи, нормално треба да се качи тоа. Они дават и минималната не му дават на некој. А платите се ниски. Викале 500 евра плата. Дека има 500 евра плата? Кој зима? Кој зима? Минималната плата е до 300 евра. Какви деца бе? Кој ќе прави деца? Треба да се ранат тие деца. Кој ќе дава пари? Не се живее. Социјална помош 5000 динара или 200 евра, да кажеме 12.000, а 12 души се дома. Граѓаните се категорични, цените во маркетите се оган скапи, парата нема вредност, па се запрашуваат што воопшто купуваат со 1000 денари. Исто пензиите. Значи се ги намалуват, а у продавницата улизи се е поскапо. Огини пламен, не можеш на крај да испаднеш со 18.000. Плата ли е, пензија ли е тоа? А народот се утепува за 400 евра, значи. Како не е срамота, бе? Шо оди у продавница сега 100 динара, а во 1000 динара, како 100 динара? Нема. Земаш 2-3 артикли, 1000 динара отиде, а шо 1000 динара? Во согласно со ситуацијата, премиерот Мицкоски во последната изјава истакна дека минималната плата согласно законот ќе биде зголемена во месец март, односно со платите што ќе ги добијат работниците во месец април. И понатаму потенцираше дека сето она што ќе го постигнат синдикатите со работодавачите, тие ќе го поддржат.